Оваа зграда во предградија на Варшава некогаш служела како сала за изложби на Global Expo. Од март 2022 година таа станала бегалски центар за украинците. 60-годишната Тејана Лада живее тука околу една година. Ја донесовме од Запорожје омилената играчка на мојата мачка. Незиното име е Кузија. Мачката и колекција сребрени прстени се главното богатство што Лада го донела од незиниот роден град Запорожје. Таа решила да побегне откако руските сили го гранатирале незиниот кварт. Поруч с будинком ракета. Ракета падна до куќата. Беше скоро 5 часот наутро и во принцип не е страшно да се умре, туку кога ќе ве осакатат. Бегалскиот центар во кој живее Тејана е приватен. Финансиран е од полски и украински бизнисмени и непрофитни организации. Овде таа има дури 1000 соседи, повеќето жени и деца. Сите живеат во оваа огромна сала. На почетокот креветите биле наредени едни до други. Пред неколку месеци биле поделени со иверица и ова е единствената приватност на која бегалците можат да сметаат. Врати и ѕидови се забранети поради заштита од пожари. Ова е нашиот дом сега, можеби долго време. Има машини за перење и тушеви, станици за полнење батерии и трпезарија во соседната соба. За тука е задолжена Олена Кондратиук од Виница. Вони всі у мене, хто на кухні працює. Тројца од мојот тим од кујната се од Крим. Побегнале низ Русија. 4 се од Донецк, 2 од Запорожје. Нема каде да се вратат додека не заврши војната. На почетокот Олена планирала да изнајми стан во Варшава, платила соба во Украина со последната нејзина заштеда, но собственикот престанал да го крева телефонот кога пристигнала во Полска. На железничката станица волонтерите и го препорачале овој центар. Було повністю заповнених 2 хали. Во моментов кога пристигнав, имавме 2 сали целосно исполнети. Беше кревет до кревет. Имаше околу 2000 луѓе. Децата плачеа, плюс кучиња и мачиња. Сега има помалку луѓе во центарот, но и до 40 луѓе може да дојдат дневно. Секој е регистриран и добива посебен бедж. Следното, лицето добива кревет и уреди за домакинство. Често луѓето пристигнуваат само со најпотребните работи. За децата има импровизирано училиште. В початковій школі 23 учні. Во основното училиште имаме 23 ученици од 1 до 4 оделение. Работиме според програмата на Украинско училиште. Ние ги почитуваме сите правила на работа, како што научивме во Украина. Ина е учителка и живее во центарот. Таа и незината керка побегнале од Нова Каховка. Таа вели дека наоѓа утеха во предавањето овде. Це є можливість стати з розкладу. За мене ова е можност да станам од кревет. Бидејќи паднав во депресија, имав чувство дека животот е завршен за мене. Многу од луѓето во центарот ги споделуваат тие чувства. Волонтерите се обидуваат да им помогнат да најдат работа или подобро сместување, доколку можат да си го дозволат тоа. Но повеќето не можат. Некои сонуваат да се вратат дома, додека други прифатија дека тоа можеби никогаш нема да се случи.